Керката во МЕП со синот или обвинител или судија. Децата на Џафери убаво се вдомија во државните институции, а на председателот на собранието око не му трепнува за скандалите кои ја тресат јавноста. Како за керка му, така Џафери се правда и за синот, и неговиот син, иако положи правосуден испит без завршен факултет, имал право да биде јавен обвинител или судија. Во секој случај, како и секој граѓанин во оваа држава, и моите деца си ги уживаат исти права и можности во ово општество. Она што ја загрижува дополнително стручната јавност е тоа што ова не е прв пат на високи функции или раководни позиции да се поставуваат лица кои се роднини или пак се лица блиски до политичарите. Уште поголем проблем е тоа што никој од властите не се одградува од селективноста, а уште помалку размислува за својот интегритет. Првин слушнавме дека некои од кандидатите се уште немале дипломирано кога добиле потврди и кога го полагале правосудниот испит. Тоа не се расчисти и од тоа не се оградија институциите кои што требаше да го расчистат, односно не објаснија дали ги преземале сите мерки за тоа да не влегуваат во највисоките инстанци во правосудството лица кои што уште од почетокот имаат сомневања во однос на нивниот интегритет. Она што ја иритира јавноста е ноншалантноста на властите, кои барем според дел од експертите воопшто не се ни трудат да ја убедат јавноста дека лицата за Академијата за суди и јавни обвинители е исправна, односно местото го добиле оние кандидати кои требало. Не видовме јавно објавување на резултати на другите кандидати и колку целата постапка била соодветно спроведена. Ние немаме информација за да можеме да кажеме дека нема селективност. Значи, во тоа е проблемот. Не постои ниеден обид да се увери јавноста дека се е спроведено како што треба и тука треба ние да се убедиме како граѓани. Јас не сум убедена и изразувам разочарување во целата оваа работа, а понатаму да мислиме за тоа како ова ќе го оцени Европската комисија. Инаку, дури безмалку 18% од положените кандидати на Академијата за суди и јавни обвинители се синови, керки, снаи на актуелни функционери. Меѓу нив, освен синот на Џафери, е и сопругата на обвинителот за организиран криминал Абази, која и ќе му стане колешка, како и Зоран Здравев, син на Киро Здравев, екс-председател на судскиот совет, Илир Јакупи, син на Супхи Јакупи, екс-член на ДИК и актуелен судија во Висшиот управен суд. Билјана Иванова, снаа на Цветанка Иванова, генерална секретарка во собранието. Драган Јосифовски, син на обвинителката Елизабета Јосифовска, која беше дел од ЦЈО и заменичка на Катица Јанова. Пред речиси 3 години, исто така имаше наплив на роднински кадри во државните институции. Тогаш за 18 лица антикорупцијската отвори истрага, меѓу кои беа и сестрата на Бектеши, керката на Џафери, синот на Фрчковски, мајката на Костадинов, синот на Мисовски.